Под слоганот "Заштитени заедно, вакцините делуваат", караванот за вакцинација денес беше во Тетово. Неговата цел е да пренесе информации до локалните заедници за сите редовни вакцини за деца, вакцините против сезонски грип и COVID-19. Тимовите за имунизација патуваат со караванот, нудејќи вакцинација против COVID-19 на лице место. Значи, денеска ние у град Тетово сме дел од програмава на Министерството на здравство и на USAID кампањава, значи што се води под името за "Заштитени заедно, вакциниве делуваат". Овде кај нас значи се прави запис на тие пациенти што сакаат да се вакцинираат со сезонскиот грип. Типично значи се луѓе што се над 65 години и луѓе со хронични болести. Постапкава е така што прво треба да се запишуваат значи на вакцинација.mk, тоа може да го прават сами или преку матичен доктор, но денеска значи имаат можност овде у центар, значи тоа го правиме ние за нив и после тоа кога ќе им излезе терминот, тие се викаат значи у пунктовите да примат вакцина. Исто така значи денеска овде може да се вакцинираат и пациентиве со ковид вакцина, тие што не примиле значи трета, четврта доза, тоа што треба значи може денеска и овде да примат. Повеќе од 2 века вакцините им помагаат на луѓето да останат здрави, почнувајќи од првата вакцина за заштита од големи сипаници, па се до најновите вакцини што се користат за спречување тешки случаи на COVID-19. Затоа е важно да се подигне свеста кај населението за вакцинација. Тоа е многу важен дел, што кај нас за жал значи ја може да кажам дека многу малце значи се вложува во тој аспект. Значи вакциниве штитат, тоа е докажано, не кај нас, значи светски е докажано и треба значи сите со време да примат. Како оценувате свеста во Тетово, или Значи во здравствениот дом интересот од Тетово од кога почнал значи вакцинацијава со ковид значи бил многу голем и интересот значи и луѓе што примиле вакцина и може слободно да кажеме дека значи ние како Тетово како град сме еден од значи градовите што поише имаат примено и се имунизирани граѓани. Информативниот караван за вакцинација го организира Министерството за здравство со поддршка на Американската агенција за меѓународен развој USAID, Детскиот фонд за Обединети нации UNICEF и Светската здравствена организација.